Актуелниот градоначалник на општина Аеродром и кандидат за нов мандат Дејан Митевски преку социјалните мрежи сподели дека во функција е првиот калистеника парк во Македонија. Митевски посочи дека овој калистеника парк е опремен со професионална опрема, со цел да ги задоволи потребите и на рекреативците и на професионалните вежбачи. Со здрави навики градиме здрави и силни генерации, порача првиот човек на општина Аеродром и кандидат за нов мандат. Подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски се обрати заедно со кандидатот за градоначалник на општина Ѓорче Петров од ВМРО-ДПМН Александар Стојковски. Николовски се осврна на проект кој е дел од поширока програма за изградба и реконструкција на локални патишта со поддршка од Светска банка, а ја нагласи идејата за развој на индустријска зона околу обиколницата, со цел да се отворат нови работни места во близина на местото на живење на жителите. Навистина е задоволство да се присуствува на почеток на овој проект, особено што води до една преубава црква стара повеќе од 100 години. Мислам дека со завршување на проектот целиот овој дел од општината ќе добие нов лик кој што ќе е во корист на жителите кои што тука живеат. Секако и ќе отвори нови можности да доаѓаат овде да живеат, затоа што се работи за едно навистина прекрасно место, истакна Николовски. Потенцира дека улицата на која се работи во моментов е дел од договорот со Светска банка за финансирање и изградба на локални патишта. Како што вели тој, во општина Ѓорче Петров има многу проекти од двата повици на владата предводена од ВМРО-ДПМН за поддршка на локалните самоуправи. Додаде дека во подготовка е буџет за општини кои, како што вели тој, се шампиони во она што го работат. Николовски нагласи дека идејата е да се развие индустријска зона околу обиколницата и на тој начин граѓаните би можеле да имаат работа блиску до нивното место на живење. Местото каде што го поминав најубавиот дел од мојот живот, основното училиште Свети Климент Охридски, добива нова фасада, информира актуелниот градоначалник на општина Бутел и кандидат на локалните избори од ВМРО-ДПМН Дарко Костовски. Костовски сподели дека овој проект е во вредност од 11 милиони денари. Образованието останува да биде наш врвен приоритет, додаде првиот човек на Бутел. Од јавното сообраќајно предпријатие Скопје ги информираат корисниците на јавниот градски превоз во градот Скопје дека согласно добиената информација дека ќе има прекин на испораката на природен газ кон Македонија до 17 октомври можни се отстапување од возниот ред. Доколку бидеме информирани за евентуални промени околу време траењето на прекинот, навремено ќе бидете известени, се наведува во известувањето од ЈСП Скопје. Вчера во 19:30 часот во Скопје, на подрачјето на општина Аеродром, полициски службеници од единицата за недозволена трговија при СВР Скопје го лишиле од слобода 18-годишниот ХВ од Скопје. Именно при претрес во неговиот дом и други простории, извршен со судска наредба, пронајдени одземени се марихуана и шприци исполнет со течност, информираат од полицијата. Оттаму велат дека по целосното документирање на овој случај ќе следува и соодветен поднесок. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја